Дневник на регионалната К1. Добро вечер, почитувани. Настаните кои го одбележаа денот ги донесуваме веднаш по кратките најави. Гледајте на. По притисокот од јавноста, дел од членовите на ДИК си поднесаа оставка. Дали ова ќе биде пример и за останатите независни тела кои што плюс платите си делеле и бонуси? Започнува проектот Мој општинар во Кавадарци. Проектот има за цел да ги решава проблемите на граѓаните од секојдневниот живот. Кавадаречката општа болница доби ново санитетско возило. Од утре и официјално започнува проектот Мој општинар. Проект кој градоначалникот Митко Јанчев го ветуваше во предизборната кампања како приоритетен. Денеска во општината беа представени 9 општинари кои секој работен ден ќе работат во својот регион и ќе ги примаат забелешките од страна на граѓаните. Ваков проект за прв пат се реализира во Република Македонија. Како што вети, така и направи. Го назначи за прв и го започна како прв. Градоначалникот Митко Јанчев го стартуваше проектот Мој општинар, кој има за цел да ги решава проблемите на граѓаните од секојдневниот живот кои се во надлежност на локалната самоуправа. 9+1 општинарки ги прима забелешките лично од граѓаните, поделени на 10 региони. Општинарите ќе работат 5 дена во неделата и секојдневно ќе доставуваат извештај на крајот од работниот ден за сите информации и забелешки од терен кај претпоставените. Доколку има потреба, еднаш до 2 пати неделно општинарот ќе работи и втора смена. Според градоначалникот Митко Јанчев, овој проект ќе биде од големо значење како за граѓаните, така и за самата општина. Заедно граѓаните со општината ќе се среќаваат на терен и ќе ги решаваме проблемите на граѓаните од секојдневниот живот и на терен и во јавната администрација. Така да овој проект за општина Кавадарци, наше убедување дека од големо значење, убедување дека граѓаните ќе бидат подостапни до општината, а и самата општина ќе биде подостапна до граѓаните. Односно, општината сега ќе работи во однос на оно што значи приоритети и главен интерес на самите граѓани. Општинарите се лица кои се веќе вработени во локалната самоуправа, само од сега ќе работат униформирани на терен, појасни градоначалникот. Граѓаните ќе добијат брошури и материјали за да знаат кој општинар е за нивниот регион, а за подетални информации на официјалниот сајт на општина Кавадарци во делот Мој општинар, граѓаните ќе имаат преглед на секој регион со контакт од општинарот и онлайн опција за пријавување на проблемите до општинарот. Главна цел на овој проект е собирање, издвојување, класифицирање и обработка на податоци за проблемите на граѓаните произлезени од поедини фактори и доставување до релевантните служби за нивно решавање. Ова е еден проект кој овозможува да податоците со проблемите од општината доаѓаат многу побрзо. Значи, наместо да доаѓаат со писмени барања, луѓето веднаш ќе ги дават информациите до Мој општинар и на тој начин ние за 24 сата веќе ги имаме потребните информации, ќе нема административни бариери и на тој начин и побрзо ќе биде реакцијата за да се интервенира и да се направи, да се реши проблемот или ако не се реши да се даде тек на проблемот да се решава. Проектот е во вредност од 9000 евра. Во тоа се вклучени по еден таблет и лаптоп, како и зимска и летна опрема за општинарите, брендирање на автомобилите и останато. Финансиите се донирани од локалните бизнис компании. Општинарите од утре започнуваат со работа. Лозарите ќе добијат дополнителни 2 денари субвенција за килограм винско грозје. Право на користење на овие пари ќе имаат земјоделците со лозови насади и остварено и предадено производство во регистрирани винарници. И винските визби кои имаат насади имаат право на овие субвенции, доколку грозјето го искористиле за сопствени потреби. Дополнителни 2 денари субвенција за предадено килограм грозје кај регистрирани винарници ќе добиваат лозарите. Право на овие субвенции ќе имаат и винските визби
кои имаат насади доколку грозјето го искористиле за сопствени потреби. Барањата се поднесуваат по електронски пат во подрачните единици на Министерството за земјоделие. Крајниот рок за поднесување е 25 декември. Кога ќе почне, не знам, во подрачните единици на МЗШ да се примаат тие документи, меѓутоа крајниот рок е 25 декември. Исто така, крајниот рок за поднесување 25 декември е за оние земјоделци кои што имале предадено соодветно овошје или зеленчук во овластени преработувачки капацитети, значи со соодветните потврди, и за нив следи соодветна субвенција во зависност од тоа која култура е. Во прилог на поднесените барања, лозарите треба да достават и потврда за предадените количини. Лозарите и оваа година ќе можат да користат помош за одржување на насадите и тоа по 40.000 денари за хектар, за оние со површина од 2 до 5 хектари, 24.000 денари за лозјата до 30 хектари, 12.000 денари за површина до 50 хектари. Субвенцијата за повеќе од 50 хектари изнесува 4.000 денари. Горивата од ноќеска на полнок ќе поскапат за половина динара по литар, соопшти Регулаторната комисија за енергетика. Новата малопродажна цена на Евросупер БС 95 ќе изнесува 66 динари за литар, на Евросупер БС 98 67,5 динари, а на Евродизел 54,5 динари. Како причина за зголемување на малопродажните цени на нафтените деривати се наведени за 2,03% повисоката просечна цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатите 14 дена и за 0,517% понискиот курс на доларот во однос на денарот. Кавадаречката општа болница доби ново возило кое е донација од компанијата ИГЕМ. Кавадарци со ова возило ќе се олесни работењето, но и ќе се обезбеди поквалитетна услуга за пациентите. Донацијата е во вредност од 33.000 евра. Ново санитетско транспортно возило за безбеден превоз на пациентите доби Кавадаречката општа болница. Возилото е донација од компанијата ИГМ од Кавадарци, а е во вредност од 33.000 евра. По завршувањето на сите процедури, возилото ќе биде пуштено во употреба. Директорот Диме Куцев се заблагодари за донацијата која е добре дојдена, со оглед на фактот дека во Кавадаречката болница се лекуваат жители од повеќе општини. Потполно ново санитетско возило од марката Peugeot со комплетна медицинска опрема. Инвестицијата изнесува 33.000 евра и е во целост донација на компанијата ИГМ од Кавадарци. Затоа ја користам оваа прилика од моје лично име и од име на вработените во ЈЗУ Општа болница Кавадарци да упатам огромна благодарност до компанијата ИГМ за оваа донација. Сакам да нагласам дека ова ново возило е од огромна важност за животот на пациентите кои треба брзо, меѓутоа и безбедно да бидат транспортирани по потреба до било која друга медицинска установа во нашата држава. Со ова возило ќе се олесни работењето, но и ќе се обезбеди поквалитетна услуга за пациентите, особено во периодите кога повеќе кратно е зголемен обемот на работа во оваа медицинска установа. Станува збор за возило кое ги исполнува светските стандарди, поседува целосна опрема за реанимација, за пружање медицинска помош во тек на транспортот на пациентите. Директорот најави уште една голема инвестиција од компанијата ИГМ во вредност од 70.000 евра. Комплетно оградување на дворот на болницата во должина од над 1000 метри со бетонски постамент и челична ограда, заедно со изградба на нов модерен влез во болницата. Оваа инвестиција ќе изнесува некаде околу 70.000 евра, така да вкупната донација заедно со ова возило ќе ја надмине сумата од 100.000 евра. Со тоа, компанијата ИГМ од Кавадарци, на чело со господинот Илија Гечев, практично станува амбасадор на нашата болница во бизнис заедницата. За сега Кавадаречката болница располага со 3 возила кои се во исправна состојба. Според директорот, овие возила се доволни за да се одговори на барањата и потребите на пациентите.
Технолошко-техничкиот факултет денеска на студентите им додели 24 дипломи од двете студиски програми на факултетот – прехранбена технологија и биотехнологија, додека пак 6 магистранти добија дипломи со звање магистри по нутриционизам и управување со квалитет и безбедност на храна. Од факултетот велат дека новите, но и досегашните дипломци со стекнатите дипломи и знаења веќе одлично се снаоѓаат на пазарот на трудот. 24 студенти денеска добија дипломи од двете студиски програми на Технолошко-техничкиот факултет, прехранбена технологија и биотехнологија. 6 магистранти добија дипломи со звање магистри по нутриционизам и управување со квалитет и безбедност на храна. Во вториот дел од свеченоста ќе биде свечен час на почеток на втор циклус студии, значи на магистерски студии, на истите студиски програми за 12 студенти кои што се запишуваат за прв пат во прв семестар на последипломски студии. Оваа година свеченоста ќе ја заокружиме со свечен час на третиот циклус студии, на докторски студии, на кои што се запишани 6 наши докторанти, 3 од Македонија, 3 од странство, на новата студиска програма Иновативни технологии за храна и нутриционизам. Првите докторанти од Технолошко-техничкиот факултет се очекува да излезат за период од 3 години. По завршување на докторските студии, тие се гледаат во делот на истражувачкото поле на нутриционизмот, вели деканот Павлова. Тројцата кои што ни се запишани од Македонија се веќе магистрирани кај нас и се гледаат во делот на работа со нутриционизам, значи во работа на истражувачко поле, а исто така треба да се отворат и вратите за вработување на нови кадри, при што дел од нив може да се вработат и како доценти на Технолошко-технички факултет Велес или на другите факултети од Република Македонија и странство, каде што се потребни вакви кадри. Додека студентите кои што се запишани нели од странство, тие веќе работат на одредени институции и сакаат да го заокружат своето звање, бидејќи знаете како асистент треба да имате само магистерски студии, а додека за да бидете професор ви треба докторски. Со оглед на профилите кои ги нуди Технолошко-техничкиот факултет, се поголем е интересот и на странски студенти. Програмите кои ги нуди овој факултет и дисперзираните студии допринесува секоја година да се зголемува бројот на студенти кои своето школување го продолжуваат на Технолошко-техничкиот факултет. Од денес до 22 декември ОПСЕ ќе ја реализира кампањата за граѓанското учество. Според истражувањето кое што во 2015 година било спроведено од страна на ОПСЕ, граѓаните не се задоволни од квалитетот на живота, а од друга страна пак сметаат дека со индивидуална иницијатива не би се постигнало ништо. Кампањата има за цел да се укаже на важноста на граѓанското учество со своји иницијативи и предлози во поставувањето на локалните приоритети при функционирањето на локалните самоуправи. ОПСЕ ја започна кампањата за граѓанското учество, која ќе се спроведува од 11 до 22 декември. Според истражувањето кое што во 2015 било спроведено од страна на ОПСЕ, граѓаните не се задоволни од квалитетот на живот, а од друга страна пак сметаат дека со индивидуална иницијатива не би се постигнало ништо. Сакаме да дадеме еден мотив за граѓаните да се охрабрат, повеќе да учествуваат во работата на своите општини, да бидат активни чинители, гласно да го кажуваат своето мислење. Општините би требало да ги вклучат граѓаните во дискусиите за сите работи кои што ги тангираат истите. Голем дел од локалните самоуправи одржуваат средби со граѓани само на иницијатива на невладините организации или поединечни иницијативи, велат од ОПСЕ. Сметаме дека уште многу треба да се направи, дека ова е еден предизвик кој што треба да се прифати од сите локални самоуправи во следниот период. Оваа кампања очекуваме да ги даде тие резултати и се надеваме дека и во следниот период ќе продолжиме со вакви активности. Кампањата има за цел да се укаже на важноста на граѓанското учество со своји иницијативи и предлози во поставувањето на локалните приоритети при функционирањето на локалните самоуправи. Работите ќе се променат доколку секој од граѓаните направи нешто конструктивно, сметаат од ОПСЕ.
Вчера вечер културното уметничко друштво Керамичар го држа својот концерт по повод 63 години постоење. Ансамблот Керамичар е символ на Велес и представува белег во историјата и современиот развој на македонската култура. Чуварот, негувачот и продолжувачот на македонскиот фолклор ансамбл Керамичар вчера вечер одбележа 63 години од своето основање. Тресеница, овчеполка, тропна лоуро, прилепски игри беа дел од репертоарот кој младите играорци ги одиграа во преполната сала. За нивниот успех говорат многобројните настапи. Годинава учествуваа на фестивали во Бугарија, Босна и Херцеговина, Турција, Србија, Хрватска. Настапите низ Македонија се исто така дел од нивната годишна програма. Од исклучително значење за нив е соработката која имаат со Сојузот на фолклорни ансамбли од Македонија и Светската организација на фолклорни фестивали ЦИОФ. А дека тоа е така, како вашиот уважен ансамбл фолклорен, така и другите фолклорни ансамбли низ Македонија, кога ќе одиме во странство, гордост е да се оди со таквите ансамбли од нивото на Керамичар. На вистина, каде да настапиме на светските фестивали, ние сме во врвот на светот во оваа област. Една од најголемите карактеристики кои што имаме највисок домен, тоа е фолклорот. Со својот труд и работа, негувајќи ја традицијата и македонскиот фолклор, во изминатите 6 децении Керамичар покажа дека е вистински културен амбасадор на Велес и Македонија, кој специфичниот македонски фолклор и песна го доближи до луѓето од сите меридијани во над 22 земји од Европа и светот. На крајот беа доделени и благодарници на дел од соработниците кои долги години ги поддржуваат во нивната работа. Благодарница доби и К1 телевизија за успешната соработка. Председателот на Државната изборна комисија Александар Чичаковски поднел барање за престанок на функцијата. Оставката била негов личен чин. Од собранието велат дека до архивата се пристигнати и барањата за предвремен престанок на функцијата на членовите на ДИК, предложениот СДСМ Виолета Дума и Игор Милев. Нивните оставки следуваат откако во јавноста американскиот амбасадор Бейли обелодени дека членовите на ДИК зеле бонус од 4 плати за локалните избори. На последната седница тие најавија дека парите или ќе ги донираат или ќе ги вратат во буџетот. Мандатот на овој состав на комисијата истекува во 2020 година. А што друго е во фокусот од земјава во продолжение. Председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов во прва официјална посета на Федеративната Република Бразил и на Латинска Америка. Тој утре во Бразилија ќе биде пречекан со највисоки државни почести од страна на председателот Мишел Темер. Шефот на државата ќе присуствува на свеченото отварање на македонската амбасада во Бразилија, прва ревидентна амбасада во Латинска Америка. За време на официјалната посета предвидено е председателот Иванов да оствари средба со Паул Скаф, председател на Федерацијата на индустрии на Сао Пауло, и Едуардо Виера, председател на Федерацијата на индустрии на Рио де Жанеиро. Ѓорги Иванов ќе одржи предавање на тема Европската бегалска криза, научени лекции во Бразилскиот центар за меѓународни односи. Министерот за надворешни работи Никола Димитров утре ќе учествува на работен ручек со министрите за надворешни работи на земјите членки на Европската Унија и земјите кандидати за членство во Унијата во Брисел, а во организација на министерот за надворешни работи на Естонија Свен Миксер, информира Министерството за надворешни работи. Дискусиите на работниот ручек ќе се фокусираат на перспективите на земјите од Западен Балкан на патот на интеграцијата во ЕУ, во пресрет на очекуваниот развој на настани во рамките на Унијата за време на првото полугодие на 2018 година. Објаснувањето на стратегијата на председателот на Европската комисија Јункер за проширувањето на Европската Унија, извештаите на ЕК за напредокот на земјите и самитот ЕУ Западен Балкан во Софија
За време на бугарското председателство со Советот на Европската Унија во мај 2018 година. За време на престојот во Брисел, министерот за надворешни работи Димитров ќе одржи и брифинг за представниците на работната група на Советот на ЕУ, надлежна за регионот на Западен Балкан, и работната група надлежна за проширувањето и земјите кои се во преговарачки процес за членство во Европската Унија. По 3 години пауза, медијаторот Нимиц денеска и утре во Брисел на нова рунда преговори меѓу Македонија и Грција. Од Македонското министерство за надворешни работи официјално потврдија дека нема да има проширување на преговарачкиот тим и како представници во Брисел ќе бидат амбасадорот во САД Васко Наумовски и дипломатскиот представник од министерството. Предвидено е медијаторот денеска да има одвоена средба со представниците на двете земји, а утре во зависност од текот на разговорите да биде одржан и заеднички состанок. Нимиц во изјава за независната балканска новинска агенција ИБНА рече дека гледа добра волја за решение кај двете страни. Тој се надева дека ќе бидат надминати така наречените црвени линии поставени од Атина и од Скопје. Оценките се дека е добро што конечно ќе има средба, но никој не очекува конкретни предлози од медијаторот Нимиц. Шеснаесеттиот конгрес кој ќе биде вонреден, ВМРО ДПМН ќе го одржи во Валандово на 22 и 23 декември. Ваква одлука донесоа на вчерашната седница членовите на Централниот комитет. На вонредниот конгрес, согласно статутот на партијата, ќе учествуваат 544 делегати. Врз основа на статутот на партијата, Централниот комитет усвои заклучок согласно кој кандидатите за претседател на партијата може да предложат најмалку 30 делегати на конгресот. Еден делегат може да поддржи само една кандидатура за претседател на ВМРО ДПМН. Кандидатурите може да се поднесуваат најдоцна до 21 декември до 15 часот во правната комисија на ВМРО ДПМН во архивата на партијата. Оваа одлука беше донесена од Централниот комитет, откако претходно председателот Никола Груевски ја поднесе својата неотповиклива оставка. Во образложението до членовите на Централниот комитет, Груевски истакна дека без разлика на фактот што анализите за изборните резултати се во тек, оставката ја поднесува како морален чин, бидејќи природно човекот во кој сите имаат најголема доверба врз себе да ја преземе одговорноста за поразот и покрај сите фактори кои влијаеле. Груевски потенцираше дека овие избори беа едни од најнерегуларните, каде што имаше еклатантни примери на притисоци, уцени, подкуп и заплашување, но исто така и разочараност меѓу дел од традиционалните гласачи на ВМРО ДПМН. Токму, заради детектирање и коригирање на сите слабости, Груевски нагласи дека мора да се земе сериозно деталната анализа на изборниот резултат. Груевски побара членовите на Централниот комитет да биде изгласан терминот за вонреден конгрес и да биде избран нов претседател и раководство кој ќе ја врати ВМРО ДПМН на власт. Членовите на Централниот комитет дискутирале за актуелната политичка состојба во државата. Најостро го осудиле политичкиот прогон и монтираните обвиненија за измислен тероризам против пратеници, уметници и полициски службеници. Бараат притворените безусловно да бидат ослободени, а обвиненијата повлечени. Експлозија одекна утрово во Њујорк на една од главните сообраќајници во централниот дел на Манхетен. Полицијата информираше дека реагира на терен и дека се уште не е утврдена причината за експлозијата. Според телевизијата ABC се работело за напад со импровизирана експлозивна направа, при што неколку лица биле повредени, а напаѓачот бил приведен. Овие информации се уште не се потврдени од страна на полицијата. Вестите од светот. Тањук јавува дека Србија отвора 2 нови поглавја во преговорите со Европската Унија. Станува збор за поглавјето 6 кое се занимава со правата на економските друштва и поглавјето 30 за економски односи. Отварањето на поглавја ќе се официјализира на меѓувладина конференција во Брисел. Пред конечната одлука за отварање нови поглавја, државите членки забележуваат напредок на Србија во рамки на поглавјата 23-24, кои се однесуваат на реформите во областа на владење на правото во државата, како напредок во процесот на нормализација на односите со Приштина. Очекувањата се дека Србија во првиот дел од 2018 година ќе отвори уште 3 нови поглавја.
На Абдулкадир Машарипов и уште на 56 други лица денеска во Турција им се суди за тешки кривични дела. Сите се осумничени за терористичкиот напад во клубот Реина во кој што беа убиени 39 лица, а над 100 лица беа повредени. Судскиот процес поради безбедносни причини се води во затворот Силвери во близина на Истанбул, а обвинителниот акт и целиот процес е под надлежност на Истанбулскиот суд за тешки кривични дела. Нападот се случил за време на новогодишна ноќ во клубот Реина, кој се наоѓа во областа Бешикташ во европскиот дел на Истанбул. Времето во поголем дел од Македонија денеска и утре ќе биде претежно сончево, а само во западните делови ќе има повремено зголемување на облачноста. В среда облачноста ќе се зголеми, а врнежиот дожд во западните делови ќе има во текот на ноќта кон четврток и во четврток предпладне. Утре ќе биде сончево со мала, а во западните делови со умерена до значителна облачност. Ќе дува слаб до умерен јужен ветер. Со информациите за временската прогноза го завршуваме овој дневник. Ви благодарам на вниманието. Пријатно!